Како Законот за заштита од родово базирано и семејно насилство ефикасно да се применува? Тоа е задача на мултисекторското тело, кое заедно со Фондот за население на Обединети нации во наредните 3 години треба да ги подготви сите протоколи, подзаконски акти и правилници кои ќе доведат до целосна имплементација на законот. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска истакна дека остануваат посветени на реализација на законските прописи како во превенцијата, така и во заштита на жртвите на родово базирано и семејно насилство. Ова е од особено значење, бидејќи еден од најсериозните проблеми е непријавувањето на насилството од страна на жртвите, што најчесто е резултат, за жал, на немање доверба на жртвата во институциите, на кое што мора да работиме сите заедно и да ја вратиме довербата, а довербата ќе ја вратиме само ако институциите постапуваат согласно законските обврски и со должно внимание кон жртвата. Она што треба да се постигне со законот е значително подобрување на институционалната и сеопфатната поддршка на жртвите на родово базирано насилство. За ефикасна постапка за заштита на жртвите, нивната реинтеграција во системот, како и превенција во насока на намалување на насилството, клучна е исто така и континуираната обука на стручните работници, на сите оние кои што се вклучени во и работат на оваа проблематика. Неопходна е континуирана обука, се со цел јакнење на вештините на овие стручни и професионалци кои што работат на оваа проблематика и стекнување на нови знаења кои што произлегуваат и информации кои што произлегуваат од законската регулатива. Преку проектот, владата ќе добие поддршка во воспоставувањето и имплементирањето на интегрирани политики согласно со принципите на Истанбулската конвенција. Преку активностите треба да се развие сеопфатна правна рамка за политиките, која понатаму треба да овозможи квалитетни повеќе секторски услуги, да го зајакне управувањето со податоци, да ги таргетира сторителите и нивните дела и да го зајакне влијанието на медиумите за да може жените и девојчињата да се чувствуваат ослободени од сите облици на насилство или закана од такво насилство. На работниот состанок присуствуваа представници на Сдруженијето на граѓани Скај Плюс од Струмица, кои работат со Центарот за заштита на жени жртви од семејно насилство, како и со Советувалиштето за психосоцијална помош на жени жртви на семејно насилство.